Здраво живо. Че најпрво да ви посекам убав ден, да ви посекам добре дојде на мојот канал Сонцогор и да ви посекам добре дојде во моето ново видео кој што го снимам, а е на тема мистерии во Македонија. Едно од најголемите мистерии во Македонија е рудникот Алшар. Не знам дали сте слушнале за рудникот Алшар, но тоа е рудник стар 5000 години, се наоѓа во подножјето на Кожув планина покрај селото Мајдан. Името на селото Мајдан е добиено од зборот има руда, и затоа на тоа место има руда, има отворени рудник. Сега во тој рудник е пронајден елементот лорандит. Тоа е елемент или минерал кој што има моќта да абсорбира енергијата на сонцето во огромни количини. Се претпоставува дека 1 сантиметар чист лорандит може да складира енергија од сонцето за да напојува дури цел еден град. Лорандитот е еден мистериозен елемент и минерал и многу е важно за тој минерал што го има само во Македонија во чиста состојба. Значи, единствено место во светот кој што го има е земјата на сонцето, Македонија. Во таа земја на сонцето, Македонија, го има сончевиот минерал лорандит. Значи, не случајно ние го имаме сонцето како наш символ, не случајно сме поврзани со сонцето и не случајно Македонија е наречена земја на сонцето. Тој минерал лорандит го исползувал или го користел и самиот Александар Македонски, или големиот Александар Велики, како сакате наречете го. Тој го користел тој минерал лорандит на тој начин што тој ги премачкувал штитовите на својата војска, се позиционирал спрема сонцето, кога е сонцето највисоко, напладне, се позиционирал на запад и напаѓал од запад спрема исток, и тој го користел сонцето на тој начин што сонцето се впивало во лорандитот што бил намачкан на штитовите и потоа создавал силен одблесок со кој што ја заслепувал противничката војска и на тој начин ја победувал. Значи, Александар го исползувал тој минерал лорандит, значи знаел за неговата способност, за неговите својства. Меѓутоа, после Александар нема многу кажувања за лорандитот, односно на некој начин тој е тргнат настрана и е ставен во заборав. Но сето тоа го менува Тито. Тито има голем интерес околу лорандит, минералот, тој ги истражува неговите езотериски својства, ги истражува неговите практични својства и тој во 1985 година финансира и оформува проект наречен Лоракс или Лорандит експеримент, во кој што тој собира група на врвни научници од Југославија и од Европа, и тие научници им дава наредба да го истражат тој елемент лорандит и тој му кажува дека е возможно од лорандитот да се произведе мало сонце, односно мал генератор, мал нуклеарен генератор или реактор кој што нема да загадува, ќе произведува чиста енергија. Тие во 1988 година вадат од рудникот Алшар голема количина на руда, која што потоа ја носат во железара во Скопје. Од таа поголема количина на руда тие успеваат да извадат 1 килограм чист лорандит. Потоа тој лорандит го транспортираат во некоја лабораторија, каде почнуваат да вршат истражувања, односно имаат обид да создадат мало вештачко сонце. Тие работат 5 години на проектот, тој е финансиран од државата Југославија и од Германија, мислам. Меѓутоа, со распадот на Југославија прекинуваат парите и тој проект се става во мирување. Подоцна луѓето кои што го водат тој проект бараат пари од Европска унија затоа што тоа истражување е значено за човештвото, да се произведе енергија, чиста енергија, бесплатна енергија. Меѓутоа, тие се одбиени од Европска унија и германската влада продолжува самостално да го финансира тој проект.
Подоцна се вклучува и Австрија во тој проект и мислам дека до ден денеска тој проект е префрлен во Австрија и до ден денеска се вршат истражување на лорандитот и на неговите својства. Резултатите од тоа истражување што се дознало за сите овие 35 години се многу мали. Имаат некои работи објавувано истражувачите, меѓутоа тие се оскудни и остануваат само информации кои што кружат, а тоа дека тие биле многу близко до производство на така наречено вештачко сонце. Меѓутоа не знаеме доколку успеат да откријат енергија бесплатна и чиста. Верувам дека ќе го споделат тоа со светот. Меѓутоа тој минерал лорандит останува тука во Македонија. Македонија е, како што кажав, единствено место во светот каде што може да се најде тој лорандит. Тој е многу мистичен лорандит. Самото место каде што се наоѓа лорандитот, рудникот Алшар е многу мистичен. Земјата околу Алшар не поддржува живот. Таа земја нема живот затоа што се верува дека доколку некое животно пасе од таа трава, например, што расте таму, тоа ќе умре, затоа што земјата околу рудникот Алшар е отровна, се верува дека содржи арсен, и кога ќе видите тоа место, например, кој имате можност, јас барав на интернет да го видите, тоа место е на некој начин безживотно, голо на некои места и израчи некоја чудна и посебна енергија. Тоа место е богато со енергија, кој што кажав, зрачи со енергија, затоа што на некој начин дел од сонцето има во утробата на таа земја. Тоа место мештаните го знаат. За жал селото Мајдан нема многу жители, некои од постарите жители кажувале за чудни светлини околу тој рудник, за присуство и за доаѓање на некои летала. Но сето тоа не е документирано, не е сликано, останува само на кажување на мештаните. Мештаните имаат и ред други легенди за тоа место. Меѓутоа, многу малку се знае за тоа место и затоа ја отварам оваа тема, оваа мистерија која што има во Македонија. Значи, Македонија е пребогата земја. Например, таа има толку многу минерали, мислам дека содржи 3% од минералите во цел свет, а територијата на Македонија е 0,007%, содржи 3% од сите минерали на светот, во кои и спаѓа и минералот лорандит, кој што го има само во Алшар. Јас веќе 10 години истражувам за Алшар и верувајте, тоа е една голема мистерија. Навремено дури и НАСА има побарано да го истражува тоа место од Југославија, меѓутоа е одбиена поради недобрите односи на Југославија и Америка. Не е дозволен влез на НАСА да истражува, инаку и таа имала интерес за тој минерал лорандит. Тој е минерал кој што е многу мистичен. Јас лично го немам видено, минералот е многу редок и многу скап. Самото место Алшар мислам дека е забрането за посета. Има делови од тој минерал некаде по интернет гледав, дури и се продаваат, и тој е многу скап. Тој е толку скап што е најскап елемент на светот, дури е поскап и од диамантот. Како што кажав, својствата не му се знаат многу, меѓутоа се верува дека од минералот лорандит може да се создаде мало сонце и можеби тоа е тајната за чиста енергија во светот, за еколошка енергија во светот, и сум на некој начин горд што токму кај нас го има тој елемент и што сме ние толку поврзани со сонцето, што дури сонцето оставило дел од него на нашата земја. Доколку и ви имате некои информации за Алшар, еве отворам оваа тема, слободно споделете. Ќе снимам уште видеа за Алшар, има уште информации што сакам да ги споделам и како ќе дознавам, ќе снимам и други видеа, меѓутоа ако имате и вие нешто, споделете слободно. Па заедно да обработиме оваа тема и да ја дадеме светло и можеби конечно да се дознае нешто повеќе и како практично да го искористиме тој минерал лорандит за наше добро и за доброто на светот. Сполајви, секој е добро, и се гледаме во некој наредно видео и да ви се заблагодарам за поддршката која што ја добив, ме мотивирате да продолжам да снимам, да продолжам да истражувам
И секако сите што сакате да опстои овој канал, да продолжам јас со истражувања, поддржете го каналот, донирајте. Имам сметка оставено под секое видео и само на тој начин ќе успеам да останам независен и да ги истражувам и буткам овие приказни и на некој начин ги заштитиме, затоа што ако се знае повеќе за Алшер, нема да биде дозволено тој да се експлоатира и да се уништи, но доколку не се знае, може тој и тајно да се ископа и да се уништи. Затоа да се ги чуваме овие работи што ги имаме во Македонија и поддржате ме секако, претплатете се, донирајте, споделете знаење, ако имате, споделете љубов, јас ви враќам во иста мерка и се гледаме во некој наредно видео, а можеби и на улица. Секое добро и имајте прекрасен ден.